Да продолжи линеарното покачување на пензиите, побараа пензионерите од Штип и Свети Николе. Децидни дека ако се промени, односно не се покачуваат пензиите линеарно, тие нема да излезат на гласање, а ќе се организираат и нови протести низ државата. Освен ова, пензионерите имаат и низа други барања. Нашите барања се состојат уште во тоа да законот што го имаме предложено до сите пратеници, министри, да се усвое. Исто така бараме сите председатели на здруженијата да се сменат. Исто тоа бараме да се воведе дискаунт картичка за секој пензионер, да знаеме колку пензионери имаме, да знаеме колку пензионери имаме во Република Македонија и колку пензионери имаме надвор од Република Македонија, бидејќи голем е бројот. Или на крајот да кажеме дека, посебно за пензионерите, ова е големиот научник Алберт Ајнштајн рекол дека светот е лошо место за живење, не само од лошите луѓе, него од добрите луѓе кои од дома седат и никако не бараат промени. Ние се наѓаме во таква фаза, а ние сакаме тоа да го променеме. Сите да се сложиме, сите пензионери да излеземе и да го решиме проблемот. Најбилниот проблем во Република Македонија за пензионерите е линеарното покачување. Бараат и средба со премиерот Мицкоски со цел да се направи контрола во Сдруженијето на пензионери, но на дневен ред да се стави точката со покачувањето, односно согласувањето на пензиите. Но бараме исклучиво да премиерот се заложи за да може да ја прими делегацијата, бидејќи не сме малку, доколку ќе може да ни одговори јавно, 20, 3, 4, 5 души, ние сме 42 иницијативни одбори од цела Македонија. Зошто ја бараме? Ја бараме заради тоа што се врши проневера во Сдруженијето на пензионерите, јавно го кажавме, баравме институциите да влезат во Сдруженијата и во општините и во Сдруженијето кај Станка Трајковска, но ето се прават малверзации со парите кои што ги даваме ние како чланарина во 170 денари. Затоа имаме сомнеш по допрен глас. Пензионерите изминатиот период протестираа со цел да добијат линеарно покачување на пензиите од 5000 денари. Во март годинава го добија целосното линеарно покачување. Бараат и понатаму согласувањата на пензиите кои се вршат 2 пати годишно во март и во септември да бидат линеарни, а не процентуални.